со Ивица Боцевски на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели на радио Слободна Македонија, добре дојдовте во 24-та емисија на емисијата Ринг. Ова е мој проект на Ивица Боцевски. Јас сум ваш уредник и водител на оваа емисија и мој редовен асистент, редовен соработник на оваа емисија е Љупчо Златев, млад политолог и новинар од Република Македонија. Љупчо, уште еднаш добре дојди за тебе. Добре дојди, Ивица. Добро најдов, Ивица. Веќе не знам ни дали е добро најдов, пошто секоја емисија сме заедно. Не, сега мислам дека веќе како домаќин можеш слободно се одомаќиш во студиото на радио Слободна Македонија, ако не си веќе одомаќенет, но во секој случај, како и секоја недела, така и оваа, клучна тема на нашата емисија е политиката, локалната политика, националната политика, регионалната, европската политика и глобалната политика. Тоа се оние 5 сегменти од емисијата Ринг, 5 сегменти кои што ги коментираме во најситни можни детали околу клучните нешта што случуваат во политиката во Македонија и се разбира во светот. За жал, веќе цел месец политиката во Република Македонија ја доминира исклучиво една тема. Тоа е темата која што започна на 31 јануари годинава со пресконференција на премиерот Никола Груевски, тема која што беше најавувана во последната половина, можем да кажеме, од минатата година. Темата која што популарно можеме да наречеме бомбите на Заев или темата врзана со аферата Пуч. И оваа емисија нормално дека ќе започнеме со темата бомбите, односно Пуч, затоа што тоа е клучна тема на македонската политика. И оваа тема, токму благодарение на фактот што Љупчо во последно време ја развива својата кариера како новинар, сепак нему ќе му го дадам микрофонот за да ни даде една хронологија што ќе ни возможи понатаму да навлеземе подлабоко и да видиме докаде се наоѓаме врзано со аферата Пуч. Љупчо, повели. Па, песната која претходно одеше низ фреквенциите на радио Слободна Македонија тотално го отсликува политичкиот простор во Република Македонија, односно јавноста постојано си го поставува прашањето каква е оваа ситуација. Ова е многу неприродна ситуација. Ова што не затекна е нешто што досега во нашата демократска историја, па и претходно го немаме почувствувано како држава. Се почна со најавите на лидерот на опозицијата Зоран Заев дека поседува бомба, тој ја нарече бомба, поседува материјали, компрометирачки материјали за власта. Следниот потек го имаше премиерот Никола Груевски, кој на пресконференција, а проследено од тоа и со кривични пријави од МВР, обелодени дека лидерот на опозицијата го уценувал со одредени снимки кои ги добил од странски тајни служби. Тоа беше проследено со видео снимки кои се појавија на социјалната мрежа YouTube, на кои се гледаше како лидерот на опозицијата му вели на премиерот дека поседува снимки кои му ги дале странски служби според неговите зборови од подалеку. Следната фаза беше објавувањето на Зоран Заев на неколку прислушкувани разговори. Тоа се случи на почетокот од месецов. Во тие разговори немаше ништо компрометирачко, но тезата на лидерот на опозицијата беше дека власта прислушкувала 20.000 граѓани и тоа беше проследено со 8 телефонски снимки. Дел од нив беа на Зоран Заев, дел од нив беа на министри. Следната бомба на Заев беше соопштувањето на наводни скандали поврзани со судството. И последната бомба беше наводната врска помеѓу медиумите и власта, каде што... Значи, да направиме еден мал рекапитулар, значи, на првата пресконференција беа представени разговори. Предпоставам дека целта беше да се регистрира автентичноста на овие наводни разговори.
Потоа беше представени разговори каде што наводно се дискутира за позиции во судството, мешање на извршната Точно. власт во судската, така Да. беше презентирано. И на третото се покажани разговори помеѓу носители на јавни функции и луѓе од медиумите, каде што разговорите се однесуваат околу денот после изборите во 2011 година и апсењето на Љубе Бошковски, а веднаш потоа се појави уште едно продолжение. Тоа продолжение беше доста шокантно, за мене лично најшокантно од сите до сега. Тоа беше снимка која се појави на YouTube од Љубе Бошковски како разговара со грк, со човек кој говори со грчки нагласок и зема пари, значи на снимката се гледа како зема пари, советување дека доколку влезе во владата после изборите во 2011, односно доколку биде дел од идната влада, ќе работи на промена на името на Република Македонија, па дури навлегува и во идентитетското прашање, каде што со гркот се договараат македонскиот народ да биде оквалификуван како граѓани на Република Пак ќе Македонија. кажеме дека станува збор за наводни снимки. Значи, автентичноста на ништо што се појави до сега не е потврдена. Апсолутно на ништо. На нешто е негирана од некои луѓе, на нешто не е. Тоа е првото прашање. Второ, и уште побитно, ние се уште не видовме доказ за наводните 20.000 прислушкувања, со што почна се. Ние видовме само снимки, не видовме ништо друго, што би ни покажало дека има 20.000 прислушкувања. И да, заборавив уште еден детаљ. Во јавноста се појави и писмо, чија автентичност подоцна Зоран Заев ја потврди, во кое тој комуницира со еден од обвинетите во пуч, Зоран Верушевски, и тоа е малку писмо со скандалозна содржина, затоа што внатре се вмешани и амбасадори странски, и странски премиер, и така натаму. И сега само да спомнам дека во меѓувреме во Македонија имавме реакции. Имавме реакција со формирање на граѓанското движење за одбрана на Македонија, каде што една група на актери, општественици, интелектуалци од Република Македонија во моментов е на турнеја низ државата. Се држат трибини каде што се осудува Заев, додека пак имавме исто така еден реакција на една друга група на здруженија која што е врзана со фондацијата Сорос, со Бранко Геровски, со движењето Ајде, кој што има протест тука пред владата во петокот и во саботата, исто така предизвикани од третата пресконференција на Социјалдемократскиот Јас сум нов, но само да ги нотираме како факти. Значи, јас сум нов во новинарството и искрено да ти кажам, такви немасовни протести воопшто не може да ги ставиме во некоја рамка и да ги нотираме како сериозен фактор, барем според мене. Но во секој случај таа опозициона група се повеќе се да ги нотираме само како настани во македонската политика во изминатиот период. Тоа е само еден дел од вжештувањето на јавноста која се прави од таа страна. Тоа е само еден мал дел. Да. И сега повторно сакам да споменам дека уште од самиот почеток на целата оваа ситуација јас истакнав и таа позиција држам и во оваа емисија, и во моите јавни настапи, и во колумните, дека Република Македонија во моментов се наоѓа во една неисцртана политичка земја. Ние во моментов немаме доволно податоци за да можеме да носиме чисти, јасни, прецизни заклучоци и да носиме јасни политички судови околу целата оваа ситуација. Јас спомнав дека јас ке почекам да бидат представени сите факти, како од страна на премиерот Никола Груевски, така и од страна на Социјалдемократскиот сојуз, па потоа ќе извлекам своји заклучоци. Тука сакам исто така совршено да ставам до знаење дека мојата позиција на македонската политичка сцена е кристално јасна. Јас и натаму ќе бидам на страната на оние што се залагаат за демократизација на Република Македонија и натаму ќе бидам на страната која што се залага за
размонтирање на македонската тоталитарна држава од комунизмот и на целокупната македонска комунистичка и посткомунистичка елита, која што за жал на таа партија е обединета во Социјалдемократскиот сојуз. Ја не може да иде на друга страна, освен на страната која што е контра Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, заради вистината, заради тоа што не сакам својот личен и морален кредибилитет да го ставам на црта, заради некакви си полувистини, јас ќе почекам да биде се изложено оваа ситуација, ќе почекам да го сослушам премиерот Никола Груевски за време на судењето кое што најавено во процесот пуч, и тогаш согласно токму стандардот што самиот Груевски си го спомне за себе, ќе го донесам својот суд околу целата оваа ситуација. Во секој случај само ќе потврдам дека Република Македонија се наоѓа во една специфична политичка ситуација, во една напната политичка ситуација и се наоѓа во едно место во кое што порано не било. Липчо? За разлика од сите други, јас и ти имаме континуитет во овие ставови. Оваа емисија тоа неколку пати го има соопштено. Искрено сметам дека оваа ситуација не може да се анализира врз база на шпекулации и дека единствениот нормален завршеток на ова што се случува е судски процес. Неколку пати го имаме тоа кажано овде. Се друго, што е жалосно, тоа го рековме. Жалосно е што политичката дебата не се одвива во парламентот или во медиумско соочување помеѓу лидерите, туку ќе се одвива во судници, но меѓутоа дојдовме до таа ситуација. Дојдовме до таму, работата пука. И токму затоа се останато е на обична шпекулација и граѓаните се останато треба да го земаат со огромна доза на резерва. Поради тоа што и медиумските чинители и политичките чинители во оваа држава си имаат завземено страна. И аналитичарските, интелектуалците. И тоа е нормално, сега е тоа така. Јасно. Но единствената кристална вистина, која ние може да ја констатираме и да речеме да, ова е на вистина, е таа која ќе биде дадена со заклетва на суд, со голем мониторинг на јавноста, со голем мониторинг на меѓународниот фактор. Се останато е обична шпекулација и се останато е доказ, се останато оди во прилог кон тоа дека Македонија нема сериозни институции. Оваа држава има институции, тие институции сме ги виделе на дело многу пати. И сега е моментот тие институции да ги преземат конците во своји раце. Одиме со една куса пауза со пораките од нашите спонзори, а потоа се враќаме во студиото да затвориме темата околу пуч. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Секој од нас сам го избира партнерот кој најмногу му одговара. Најчесто квалитетот ни станува навика. Ние сакаме да ги задоволиме вашите очекувања и сите ваши желби. И секогаш, кога ќе ви затреба, ви стоиме при рака. Штедиме заедно, се храниме здраво, релаксирано и секогаш совршен избор. Ние сакаме да бидеме вашата убава семејна навика. Повелете комшија. СП Маркет. Радио Слободна Македонија. Ринг со Ивица Боцевски на Радио Слободна Македонија. За многу зборови кои не ги кажав јас, знаев и патеки кои водеа до нас. Да во овој миг ти одведи ме по оној звезден пат. Ти само знаеш дека влюбена сум јас. Илјада години го слушам твојот глас. Ни у целом универзитет
sam barem za da možem da te dobram, da te osvojam, da te odvedam po onoj pad na ljubov, ta zašto ljubena sam ja. На Радио Слободна Македонија би на ринг на Радио Слободна Македонија. Ивица, што мислиш? Дали дали граѓаните во Република Македонија имаат доверба во институциите или цел ова сценарио, сите овие спекулации се повеќе ја подриваат таа доверба? Значи, кога ќе заврши целата оваа приказна, клучната ситуација во Македонија и клучниот процес во Македонија ќе биде процесот на повторно воспоставување на доверба во општеството, затоа што очигледно е дека намерата на целиот овој хаос е да се подрие довербата во институциите и не само довербата во институциите, туку довербата во сите општествени чинители во Република Македонија. Не, политичарите и не се толку важни. Не, само да завршим, значи кога ќе заврши целата оваа работа, кога ќе бидат испукани сите бомби, сите контрабомби, сите анонимуси, кога ќе завршат сите протести, сите трибини и така натаму. Потоа следи критичната работа, која што е предизвикана меѓу другото од целата оваа ситуација, односно обновата на довербата во Република Македонија. Според мене, и владините институции, меѓутоа и другите чинители во едно општество, универзитетите, потоа политичките партии, медиумите, невладините организации, ќе треба стапка по стапка, камче по камче, повторно да ја градат својата доверба во очите на граѓаните на Република Македонија. Граѓаните на држава се сосема свесни дека тоа се нашите институции. Тоа е она што го имаме, тоа е она што нас не прави поинакви од останатите, тоа е она што нас не дефинира. Секој обиди да се интернационализира кризата, да се прават некакви си специјални адхок трибунали и така натаму, за жал, според мене, ќе завршат само со лош набој од страна на граѓаните на Република Македонија. Сите најави за такви нешта ќе бидат од мене осудени. Ги осудувам и сите оние кои што велат дека нормално е политичарите од Република Македонија да земаат материјали од странски разузнавачки служби. Тоа е една фрапантна, тоа е една чудовишна теза. Ноторна глупост. Да. Меѓутоа, факт е дека после ова ние ќе мора да пристапиме кон повторна изградба на довербата во македонското општество и сите ние, меѓу другото, ќе треба, како што го правевме тоа вчера, да побараме, завчера, односно, да побараме прошка од македонскиот народ и од граѓаните, заради тоа што очигледно е дека довербата е начната, но, како што реков, одговорот за тоа треба да се најде во нашето во македонското општество. И покрај редовните барања од страна на една политичка група, Европа да се вмеша, па потоа проследено со тие меѓународни трибунали и останати глупости, ние видовме дека дури и Европската Унија е прилично резервирана во стил дека ќе не остави и сака ние внатрешно овој проблем да си го решиме самите. Многу толкувања видовме за посетата на Хан, па сега он пратил ваква порака, он пратил онаква порака. Тоа, знаете, сите денес мислат дека знаат да читаат дипломатски речник, а не имаше дипломатски речник. Пораката од Европската Унија е многу едноставна. Вие треба сега да докажете дека сте доволно моќни, дека сте доволно изградени, дека имате доволно демократски капацитет, овој проблем да си го решите самите. И ние токму тоа и треба да го направиме. И не само тоа, туку еве, ајде да кажеме условно кажано, многу им е јасно на луѓето што се случува на странците, се излеа политичката канализација во Република Македонија. Сега таа политичка канализација треба сами да се исчистиме. Тие нема да ја допрат ни со 100 метарски стап.
политичката канализација во Република Македонија, а ние треба да ги засукаме ракавите и да ја исчистиме. Внатре има страшни гадости. Меѓутоа, наша работа е тоа да го издренираме, да ја исчистиме и да направиме малце, да ја прошириме малце канализационава мрежа, за да не се случи да не се затне повторно и повторно да не се излее. Почитувани слушатели, тука го затвараме делот врзан со бомбата. Должно е да нотираме дека во Република Македонија се уште траат протестите на студентите, прогласувањето на автономната зона, иако процесот на изработка на законот за високо образование влезе во процедура. Јас повторно ќе кажам дека се е во ред околу изблиците на студентското незадоволство, меѓутоа јас би сакал да видам малку повеќе да се занимаваат и со квалитетот на наставата, односно она што е клучно и критично и што нив треба да ги направи конкурентни со нивните колеги од регионот, од Европа и од светот. Минатата емисија има подолго јасно излагање, сега само истото ќе го потенцирам. Студентите сега треба да се фокусираат да влезат во преговори со владата и изготвување на што е можно подобар закон, наместо да лежат по ходниците на факултетите, според мене. Потоа, по изработката на законот треба да почне да ги окупираат учениците на оние кои што наместо со образовен процес занимаваат со нешто друго. Треба да ги окупираат учениците на оние кои што не нудат никаква услуга, оние што не доаѓаат на предавања и оние кои што одамна заборавиле што е нивната роља како универзитетски професори, но тоа е битка која што самите студенти треба да си ја изборат, се разбира со помош на институциите кои што исто така се загрижени за тоа што се нуди од високошколските установи што Република Македонија ги финансира од својот буџет. Од нас ја имаат таа поддршка отворена. Последното нешто кое што сум должен да го споменам е дека имавме и резолуција на Европскиот парламент која што помина денеска во Комисијата за надворешна политика на Европскиот парламент, веројатно во петок ќе помини во самиот Европски парламент. Традиционално по 9-ти пат се препорачува почеток на преговори помеѓу Македонија и Европската унија. Традиционално и по 9-ти пат само ќе ја закачиме на зид оваа препорака и останува да чекаме некои подобри времења кога конечно Грција ќе го тргне своето шовинистичко вето кон Република Македонија. Со тоа, почитувани слушатели, го затвараме овој блок врзан со домашната политика. Одиме со една куса пауза од нашите спонзори, а потоа се враќаме повторно во студиото на Радио Слободна Македонија да дискутираме малку за регионалната политика и регионалните теми. Кога патувам длабоко с тебе, мислиш бегам јас од тебе и од мене. Не грижи се, не земај при срце, се што правам јас се за нас, искрено за тебе и за мене. Кога патувам
za tebe i za mene. 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 Koga patuvam duboko vo sebe. Ring со Ивица Боцевски на радио Слободна Македонија. Ни тргна денес со македонскиот рок-н-рол. Имавме 2-3 музички паузи и продолжуваме со вториот блок, односно блокот Балкан. Ова седмицата која е позади нас беше доста интересна за балканската политичка сцена, затоа што освен Македонија, доста турбулентни настани се случуваат и во Грција, и во Србија, па еве најново и во Хрватска. Очигледно е дека целиот регион не плови баш во мирни води. Точно, еве, ќе почнеме прво со кризата во Хрватска. Таму имаме една ситуација кога и покрај тоа што уставните надлежности дозволуваат на Колинда Грабар-Китаровиќ да покрене владина седница, премиерот Зоран Милановиќ се труди тоа да го одложи или да го видоизмени. И на крај тоа ескалираше до таму што Колинда вели дека единствено решение за излез од политичката криза во Хрватска би била оставка на премиерот Милановиќ, додека пак од неговата партија, од Социјалдемократската партија, вела дека ако продолжи вака Колинда нема да го заврши својот мандат, што е малце чудно затоа што таа мандатот го добил од граѓаните, граѓаните може да го земат. Па Милановиќ го добил од граѓаните. Го добил од парламентот, нели, таму треба да земе мнозинство, меѓутоа ќе видиме сега како сето тоа ќе заврши. Во секој случај ова е една загреванција за изборите во Хрватска. На тие избори очигледно ќе се бие жестока битка помеѓу ХДЗ кои што се во залет по победата на претседателските избори на Колинда и социјалдемократите кои што се наоѓаат во една криза, меѓутоа во далеку поголема криза се наоѓаат нивните партнери од либералниот блок, од регионалните партии и така натаму. Значи во Хрватска ќе имаме жестока борба до последен. Уште од сега да си го кажам моето стојалиште, јас таму стојам за ДСДП од идеолошки причини, од причини што мислам дека таа партија е веројатно најдобар пример во регионот за социјалдемократска партија. Но што и да направат, ќе го поздравиме и ќе соработуваме со било кој што хрватскиот народ ќе си го избере. Она што јас го предвидувам, според мене, ќе бидат жестоки избори и она што јас би сакал ќе го мераме да видиме дали конечно во Хрватска ќе имаме поголема мобилизација на граѓаните и поголема излезност на изборите. Хрватите се традиционално едни од попасивните народи во не само во регионот, туку и во Европа во однос на нивната излезност на изборите, дури ако добро ме слуши сеќавањето, паднаа дури и по 20% во однос на излезноста на една од круговите на европските избори кои што се одржа во оваа земја. А кога сме кај барањето на Колинда за свикување на седница на влада, го проучив хрватското законодавство, го проучив и уставот и законите. Знаете што е проблемот? Таа има моќ само да побара да се случи седница на влада. Со таа седница на влада која би се прифатила доколку таа ја понуди, председава председателот на владата, односно Зоран Милановиќ. Таа може само да присуствува, но не може да биде фактор на одлучување на таа седница на влада. Без разлика, Хрватска се наоѓа во една тешка економска криза, тоа можеме да констатираме. Социјалдемократската партија се наоѓа исто така во една тешка криза, затоа што очигледно дека премиерот Милановиќ нешто баш не се снаоѓа на таа функција. Па веројатно со луѓе со кои сум комуницирал од таму, веројатно Милановиќ е и единствената причина за поразот на Јосиповиќ. Па ќе видиме се. Денес така хрватската јавност го перцепира. Поразот на Јосиповиќ, минималниот пораз до душа на Јосиповиќ на председателските избори, пораз си е пораз. Ама пораз и тоа пораз
Пораз од партија чиј што поранешен председател се наоѓа во затвор. Апсолутно. Пораз од партија која што е наречена злосторничко здружение со една правосилна пресуда на хрватските судови. Пораз од партија за која што е докажано дека крадела и цицела од јавните фондови за своји приватни цели. Значи, пораз од таква партија е дно. Ама очигледно е, Ивица, дека во Хрватска луѓето имаат десно расположение. Знаете, они сепак поминаа низ војни. Ние не поминавме низ војна. И тоа, ама и малку премногу бивши комунисти има во ХДЗ да можеме да ги наречеме чиста. Во ред, ама знаеш, не може идеолошки чиста партија нема нигде. Партиите денес се возат врз база на интерес, да се разбереме, но сепак десничарскиот нишан на хрватското општество е многу поголем, да речеме, од една Македонија. Поради тоа што они преживеале војни, национализмот е секогаш на многу повисоко ниво од колку кај нас. И сосем е природно, и еве изгледа ХДЗ пак си ги мести картите на крај. И не само тоа, туку модерната хрватска држава е направена по дизајнот на Фрањо Туџман, кој што беше председател на ХДЗ, така што тоа е негова историска. За разлика од Хрватска, да речеме, Македонија е држава која според мене има многу поголемо левичарско расположение и десницата во Македонија се прилагоди на тоа левичарско расположение со леви политики. Да, во смисла, ама добро, па од друга страна пак ние па немаме па и некоја, како да ја наречам, таква длабока идеолошка подоба како што они имаа усташи, партизани и така натаму, ние не сме. На почетокот во 90-тите во Македонија, да речеме, ВМРО ДПМН во низината прва фаза од постоењето беше многу подесно профилирана од тоа што е сега. Можеби понационалистички. Прашање е дали била десно ориентирана во однос на низините економски политики. Па била. Владата на Љупче Георгиевски според мене е една од подесните влади во. Па нешто беше, не знам се, ако гледаме по претходната влада, таа беше ултрадесно, таа беше економски, но сепак денешнава реторика на ВМРО ДПМН и политиките кои денес е центристичка. Па центар, дури центар лево би можеле да се наречат. Тие се стабилна позиција на центарот. Така што ќе ја следиме Хрватска, ја ставаме на визирот на оваа емисија. Во Србија имаме нов пакет аранжман со Меѓународниот монетарен фонд. За жал затоа што Србија е еден голем партнер на Република Македонија. Република Македонија извезува многу во Србија. Она што го слушаме сега дека во наредните 3 години тие имаат намера да го намала дефицитот за 1,3 до 1,4 милиарди евра или 4,25% од бруто домашниот производ. Ова, значи, еве, веднаш рака ставам. Ова не може да се случи без драматичен пад на српската економија и без драматичен пад на куповната моќ на српското население. Значи, во моментот во Србија наместо политика на развој ќе имаме политика на штедење, политика на кратење, политика што ќе наруши куповната моќ на Србија и ќе се одрази врз македонскиот извоз во оваа земја. За мене ова не е добра политика. Вучич уште на изборите ги погледна србите во очи и им кажа дека во периодот после тоа ќе следуваат непопуларни мерки. Непопуларните мерки веќе почнаа, ние веќе ги гледаме. Но знаеш што носи тоа, Ивица? Тоа е проблем кој веројатно ниту самиот Вучич и српската влада, ниту пак самиот српски народ би го спровел, би ги спровел тие мерки на штедење, но што се случува? Тие се ставени пред свршен чин. Едноставно и тие како и нас се земја аспирант за членство во Европската унија, а за жал политиките на ЕУ се повеќе одат кон тоа. Го гледавме тој пример и со Грција, го гледавме со Италија, со Шпанија, со Португалија, со Ирска. Јас само скажувам дека не би сакал да видам во кожата на српските граѓани, ниту пак би сакал, ниту пак е добро ова што се случува затоа што ќе се одрази врз Република Македонија. Па и овој успех што го гледаме во Македонија до одредена мера, не е тоа кој знае колкав успех, ама се гледа и раздвиженост на приватниот сектор, се гради, Македонија има поинаков лик од што имала пред 10 години. Забележливи се тие промени. Најголем дел од тој економски прогрес, тој раст што го добива Македонија, го добива благодарение на јавната потрошувачка. Не го добиваме ниту од странски инвестиции, ниту од нешто слично. Странските инвестиции доаѓаат овде и единствената полза која ние имаме од нив е тоа што луѓето се вработуваат. Тоа никогаш не било поинакво. Јавната потрошувачка е главниот двигател
па и на овој раст што ние го имаме, кој за мене се уште не е доволно голем и кој треба да стане што е можно поголем, и тоа е така. А доколку ние имавме, замислите во последните 10 години, ние да имавме штедење во Македонија, па нашата економија ќе беше веројатно на нивото од 2004-2003. Може би претходно, да. Значи, тука еве ќе правиме повторна куса пауза, се враќаме да го затвориме регионот и за светот доколку имаме малку време. Реклами. Комбинацијата од 100% говедско месо. Сега може да го доживеете Гудис искуството во нашиот прв Гудис ресторан во Вероцентарот. Радио Слободна Македонија. Ринг со Ивица Боцевски на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, еве не во последниот сегмент од емисијата. Значи, прво преку регионот одиме кон светот, кон крајот на минатата седмица, после една драматична расправа и дебата, Грција се согласи да представи пакет реформи, а за возврат еврозоната се согласи да го продолжи планот за спасот на грчката економија за наредните 4 месеци. Ципрас побрза да прогласи победа, додека пак е Шојбле побрза да каже дека нема отстапување ни за јота од планот за штедење, од политиката на штедење на Европската унија, така што во наредниве 4 месеци ни предостанува да видиме кој всушност тука победил, дали победил Ципрас или Шојбле. Мене ми делува како Шојбле да победил. Не знам кој победил, ама знам дека изгубиле грчките граѓани. Да, дека изгубиле грчките граѓани, тоа е точно, затоа што политиката на штедење продолжува, или како што нарече Пол Кругман, Нобеловецот по економија, политиката на постојано тепање се додека моралот не се подобри во Грција. Значи, без разлика на